Благодариме Аце за најавата. Сега се минути да поразговараме повторно. Јас и Јана можеби помалку, но затоа имаме соговорници. И тебе ти кажа да носиш беч? Да, на влез ми кажа дека е задолжително, па ова ни е денешниот аутфит. Така е. Дрес-код денеска и се надевам исто така во наредните денови додека сме во ова би рекле референдумска еуфорија. Така. Со дрес-код. Со дрес-код. Имаме беч. Утринава на порталите мене лично ми изненади една вест, тажна вест, за смртта на Благоја Истатов, нашата голманска легенда, кој што не напушти на 71 годишна возраст. Кога велиме легенда во вистинска смисла на зборот. Имав чест да го познавам и лично и приватно и навистина беше човек со огромно срце кој за секогаш ќе остане во нашите сеќавања. Благо Истатов е легенда за која заслужува да се одвои и време и простор во оваа жива програма. Тоа ќе го направиме и вечерва по вестите во 20 часот, кога во нашето студио ќе гостува Јоко Хаџиевски, негов навистина голем пријател и како што тој ќе каже, бевме како браќа. Додека дојде тој термин за разговорот со господинот Хаџиевски и за ликот и делото на господинот Благој Истатов, за тоа кој беше, ќе не потсети колегата Сладжан Ивковиќ. На 71 годишна возраст почина еден од најдобрите македонски голмани во историјата, Благој Истатов, човек кој остави голем белег како на домашната, така и на меѓународната фудбалска сцена. Истатов е еден од ретките наши фудбалски личности кои со голем ентузијазам, упорност и дисциплина се издигна до тронот на македонска фудбалска легенда. Својата кариера ја започна во родната Струмица есента 1962 година во тогашната славна фудбалска школа на ФК Беласица. На своји 16 години Благој Истатов созреваше со една генерација на вистински фудбалски таленти, кои за кратко време станаа првотимци. Истатов до 1970 година го бранеше голот на Беласица, а својата кариера надвор од родната Струмица ја започна на 21 година, потпишувајќи договор со Прилепска Победа. Неговата светска класа тука започна да сјае. Прилепчани симнуваа шапка пред Истатов, бидејќи во победа на 210 надпревари бранеше голман од светски калибар се до 1973 година, кога премина во Белградски Партизан. Таму се задржа 3 првенствени сезони и бранеше на 106 надпревари за првиот тим. Од 1976 до 78 година го чуваше голот на холандски Утрехт. Истатов беше исклучително значаен за холандскиот тим, особено сезоната 77, кога Утрехт благодарение на Истатов триумфираше против славните Фејенорд и Ајакс. Како ја почна, така и ја заврши својата кариера во родната Струмица со неговата прва и најголема љубов Беласица. Повторно застана на голот, а откако тимот остана без тренер, ја презеде екипата. 7 сезони успешно ја водеше Беласица, а потоа како тренер работеше и во ФК Малеш, Дојранско езеро, Вардар, Касторија и репрезентацијата на Македонија. Исто така Благој ја создаде фудбалската школа Истатов во Дојран. Покрај многобројните награди, во 2015 се закити со признанието животно дело од страна на Фудбалската федерација на Македонија. Сега ви благодарам на навијачка Беласица и моите колеги на зелениот терен и што сме играли заедно. Ви благодарам што дојдовте сега. Фала. Се срце виче. Зборовите на Благој Истатов по спектакуларното простување од фудбалот на 29 ноември 1983 година, кога повеќе од 10.000 љубители на фудбалот беа присутни на стадионот Младост на надпреварот меѓу Беласица и Партизан. Благој Истатов е роден на 5 мај 1947 година, а почина на 27 септември 2018 година. Почнавме, се вративме во животот, да, во животот. Возбудени. Значи, следуваат минути како и минатиот четврток. Да. Што правиме сега, Јана? Сега има една интересна рубрика, еден интересен дел што мене ми е особено задоволство, а тоа е тајмингот, односно времето за разговори со нашинци, така кажано, односно македонци на чудни, диаспората. Да, во чудни места.
И токму по тој повод, денеска на Skype линија... Прво кажи држава и град. Каде одиме на Skype? Да, почитувани, одиме во Танзанија, односно во еден од најголемите градови, Дар ес Салам. И разговараме со поп пејачот Игор Митровиќ, кој веќе неколку години живее и функционира тамо. И го имаме на линија. Игор, здраво! Добар ден! Како сме? Ние сме добри. Како е во Танзанија? Многу топло, ама се издржува, се трпи. Супер, супер. Колку степени е таму? Сега ги има на 32 или 33, мислам дека не знам, баш немам проверено, пошто веќе сме навикнати нели на оваа клима и не ги прата многу степени, ама топло е. Вас ви е топло, нас ни е ладно, но добро. Ајде да им доловиме на гледачите така. Што правиш таму, Игор? Што правиш во Танзанија? Па како што кажав за нели вие на почеток, тука сум веќе уште не пол месец, па нели тачно 2 години. Со тоа што дојдов за да помогнам и на сестра ми со нели нејзин бизнес кој што го отвара тука, за кој што се уште рано да се говори. Меѓутоа е во екот на нели на целото тоа нели градење на целата таа идеја, уште малце и ќе биде до нели самата реализација, меѓутоа во меѓувреме си отворив јас една своја фирма и за графички дизајн, каде си работам нели како фриленсер и од тука и за македонски пазар и за овој пазар тука нели за Танзанија кој што е огромен, за Шведска, Данска и нели така натаму. Така да работам во принцип, а во слободно време се одмарам. Пошто имам неверојатно екзотични места за шетање. Ајде, полни сме со прашања, меѓутоа, какви се луѓето тамо? Како е за живење? Доколку си останал, нели, еве, велиш, сигурно ти е добро, но да, 2 години. Зошто? Да. Народот е многу топол, значи гостопримлив неверојатно многу, дури тоа мислам баш го нагласам, дури кои премногу идеш на улиците поздравуваат сите као не те ни знаат, не те познаваат, али сето тоа е за нели за со добра намера. Сакаат многу забава, значи они се уствари најпознат типи по забава. Во односи на работа се малце мрзеливи, меѓутоа знаат ако сакаат да работат, можат и умеат и знаат, меѓутоа први се за забава. Топол народ се, гостопримливи се, мислам добар народ. По добар, мислам, подразмислам, од добар, значи кажувам дека се уствари добродушни, немаат нели зли намери, нема веќе постои нели таа деградација меѓу белци и црнци се уште, нели како расна дискриминација, но е во многу, значи во некој многу мал размер. Така тоа можам да го скип, да го скроз да не го не спомнувам. Ноќен живот, Игор? Најдобар на цел свет ноќен живот. Како што рекам, они се, значи, ти по забава, ноќниот живот им е одлично. Имате све и свашта, значи што е поска душа, имате таков тип на дискотека, на кафич, на забава, на све. Се бавиш ли со музика таму? Имаш ли време? За жал не се бавам, бидејќи Танзанија како, односно само Дар ес Салам 4,5 милиони, а Танзанија беше мислам дека 60 милиони, така да е огромна, мислам огромна држава и огромен маркет пред се. Не е туку така лесно да се нели да се започне, иако сум веќе во контакт со нели од тој свет нели и со повеќе музичари. Ми треба документи пред за тоа. Тука сум значи легално, меѓутоа со ова што сум нели дојден поради тоа, за тоа ќе ми треба нели музичка виза, односно артистичка виза, меѓутоа за тоа отом потом. Сега да го остварам првен за тоа што дојдов, меѓутоа музиката работам значи позадински, не за овде, за поширока, ама не за Танзанија. Танзанија, дали успеа за 2 години некои пријателства можеби да создадеш таму? Да, фала Богу. Тоа се луѓе од Танзанија или се како тебе странци? Па пола, значи познани многу имам и баш на доста пријатели кои што ми се блиски, кои што се танзаници. А пола од нив се нели странци, кои од Турција, кои од Романија, кои од Америка. По прашање на доселеници или вака луѓе кои што дошле таму да живеат и работат, која нација е најзастапена? Турци, да можеме да кажем дека влијаат тука, дека ги има најмногу. Да, никогаш не ми рекол. Ова е интересна информација, да. Да, баш ги има многу турци, еве баш во тие средини ако што се движам. А турски серии гледате? Не, ги нема тука за мисли.
Сме со Радска е. Да. Тука само за надвор, тука покрај ова место овде жално мислам и да погледнеш телевизија, камо ли да гледаш туриски серии. Добро, за пред крај, Игор, како се справуваш со носталгијата? Кои ти се плановите за во иднина? Дали ќе продолжиш да функционираш во далечната Танзанија или можеби ќе преовлада носталгијата за животот во Скопје? Види, јас Скопје и Македонија ги сакам навистина многу и сум приврзан за нив. Цела моја фамилија таму, сите ми се, значи моите најблиски роднини, сето тоа ми е таму. Има носталгија, да, меѓутоа со 21 век или технологијата дојде толку напред што нема простор тука за паѓање, воде пресија од тој смисол нели на патење. Ми фали Скопје и Македонија, да, ми фали и таму и ноќен живот и моите пријатели, меѓутоа дојдов сум со цел, сакам да се изградам своја еднина за, нели, гледаме за наше утро подобро. И јас сум затоа тука, меѓутоа што му останат, значи ми е супер. Така да немам уште планови конкретни што ќе биде за година 2-3. Оставам да видам времето како ќе ми покаже само што треба да се случи, ќе се случи. Јас битно работам на тоа што сакам да работам, а што дали ќе останам тука, дали ќе отидам на 15-то место или ќе се вратам на Македонија, стварно не можам да кажам. Да, тоа е одлично, само на првото прашање, зошто Танзанија воопшто? Како се случи токму во Танзанија да завршиш? Тоа би требало да биде многу обширен одговор. Накратко, пошто немаме време, да. Да пробам како да го сестра ми е тука веќе 8 години, живее и работи, така да Тогаш се јасно. Мислев дека било твој избор на прва што се вика, значи не е Австрија, не е само имав слушното мислам и за Танзанија и толку, не знаев ништо понатаму за тоа. И ако сестра ми беше тука, знаев од прилика, меѓутоа не нели навлагав па во детали. Има ли наши таму? Има српи, македонци, бугари, има балкани. Сите се наши. Да, тоа е под наши. Добро. Игор, беше ти пред некое време во Скопје, имавме прилика да те видиме овде во нашата телевизија, сега те видовме на Skype во еден, предпоставам, ова е домашен амбиент, каде што се сега, така. Повели повторно кај нас нагости кога ќе дојдеш во Скопје. Благодарам уште како екипа и како сите водители таму и како телевизија, ви благодарам уште еднаш многу и на поканата и на времето и ти благодариме, продолжи да не следиш онлайн како што велиш дека не следиш. Ете така. Биди поздравен, се гледаме. Поздрав, се најдобро. Чао. Овде како ги завршуваме минутите за нашите на какви места? Чудни места. Како што е Танзанија. Сега се минути за нашата Маја која што готви. Режијата не извести што готви Маја денес. Не знаеме, но ќе откријат гледачите за кратко, а бога ми ние ќе го знаеме. Вели Дејан ќе не изненади Маја. Така не изненади. Сакам изненадување. Маја готви.